Авантура, Битола вија цапари. Чудесиите си испреплетени во музиката, муабетот и добрите мисли, наславеот со псевдоимигрантска песна и раширени крила во слободен лет. Бранислав Николов, алијас Пијан Славеј или Бране Фолтин, е искрен и бескрајно талентиран граѓанин на светот, кој порачува љубов, емпатија и мир. Заедно со него приказната ја шири и Владко Деловски Дуци. Експлорер во поинакви димензии, со пасија по мистичните состојби на Пелистер, карпите, адреналинот и хармонијата на планината, кои даваат една нова убавина на битолската културна меморија, која, освен што абсорбирала спомени и сведоштва, постојано дише заедно со планината. Битола е бабино чедо, во скутот на спокојот над кој вишне е Пелистер, загонетен и убав, толку многу што му завидувале и боговите. Кога ќе го препознаете допирот меѓу Битола и Пелистер и кога од срцето ќе ви се откине радост, тогаш сте осетиле епифанија. Исто како кога уметникот ќе ја види финесата на својата рожба, како мал оцјај на гениалност. Одиме во бистрење спомени и уметност, онаму каде што има плодна почва и добар род, од мал битолски Монмартр до цапарски Дениро, со најубавите луѓе на најубавите места. Разговор втор дел. Бране, од минатото дојдовме во сегашноста. Сега сме на оној, нели, прочен битолски широк токак. Сега, бе. Секоја етапа на животот ја прифаќам како пријатно, како добродојдено. Така што еве, 51 година, прекрасно, само да е здрав човек и да нема војна, да нема лошо. Да има разбирање меѓу луѓето. Ако луѓето не се разбираат, ако се мразат меѓу себе, колку сака нека се млади, ништо нема да видат од убајната што нуди светот. Љубов повеќе, а ако се љубиме меѓу себе и меѓу поинаквите од нас, а и меѓу себе како нација, како народ, македонци со македонци, македонци со други, тогаш ќе имаме повеќе среќа во животот општо. И повеќе емпатија треба да се. Значи човек треба да види малку лошо, да се соживее со другите, да застане малку, да помогне. И самиот ќе си помогне и на другиот. Со секоја помош на другиот и сам си помагаш. Кога рековме дека Пелистер бил најубавиот, мислевме на препирката на боговите во изборот на својата планинска престолнина. Одинат го избрале Олимп, наместо оној кој го нарекувале Гулап, Пелистер на грчки. Но да ги оставиме легендите и нивните верзии кои подеднакво се инспиративни, како и содржината на планината полна со чуда на природата и топоними зад кои секогаш се крие приказна. Хоризонтот на Пелагонија, од Јоргов камен, влашкото село Маловишта, реката Шемница, црвените водопади од Карпи, ливадите, росата,
пелистирските очи, се само дел од она што ја дополнува Битола од озгора, со погледот од врвот на планинскиот шармер. Зборувавме нели во неврзаниот дел, бидејќи денеска еве се дружиме цел ден и допрва ни следува убава дружба, верувам. Сакам да те прашам уште еве нешто за планинарењето. Добро. Тоа е спорт кој што лично многу не го познавам, меѓутоа од секогаш ми бил многу интересен. Далеко од тоа дека ме привлекувал, да не се лажеме, меѓутоа интересно ми било за гледање. Кога одите, претпоставувам дека нели она класично планинарење ти требаат патеки, некое стапче, ранче и тоа. Така. А што е со она планинарење по тие карпи што ги спомена? Да, па тоа веќе е качување, значи rock climbing. Така? И тоа веќе бара посебен третман. Тој повеќе јас би го сместил во како вештина. Знаете, планинарењето самото по себе е пешачење и тоа искуство се стекнува со текот на времето, но за разлика од качувањето, јас не потценувам ништо, но напротив сакам да направам дистинкција. Качувањето на карпи е вештина која што е како занает, мора да го учиш, знаеш, имам посебни опреми за користење јажина, појаси, патеки специјални, кацига, вештини се учат на техники на качување, јажеви техники за безбедност, за сигурност. И така, тоа можам да го кажам накратко. Го практикуваме. Ние мора да се запази таму пред се на безбедноста. Сигурноста некогаш е решена со тие сигурносни клинови што ги викаме ние, ама безбедност е она која што директно од нам зависи. Така. Значи, поздрав до скопјанки, кои што ќе сакаат да се качуваат по карпи, тука е Дуци, вака има мускули, спремене и сега ние одиме да го најдеме Старио, да видиме каде е, затоа што имаме нова дестинација за и малку мислам дека ќе одиме сега некаде во околината на Битола. Ќе одиме во село Цапари, за тоа подоцна ќе зборувам. Готово, одиме да го најдеме. И тоа планинско село. Али се надам дека нема да ме терам мене да се качувам. Одиме. Не, таму нема качување, таму има кафана прекрасна. За тоа сме. Ајде одиме да го најдеме Старио за во кафана. Ајде. Љубовна жртва. О, света жено, остануваш тука. Името на селото Цапари, она во кое ќе се зацапате или влюбите души на прва, доаѓа од името на старешината, таткото, Цапарот, или од прекарот Цап Јарец, антропонимиски козар. Цапари, освен што е чудесно, тоа е и јуначко село, од оние со пирај од уметници и борци. Одовде потекнува една од првите жени ајдути од Македонија, ајдутката Кира од Цапари. Денеска новите ајдути се дружината која од оваа сирова природа создала оазиче, мало духовно кандилце кое ги собира уметниците на заедништво во име на креативната мисла. Онаа која што ги сука идеите и го стасува плодот до заедничка жетва, колонијата Дениро, новата матица на стариот крај. Наштимана затегната, а јас ноќва килав, љубовник без милост, свирач без свирка, љубовник без милост, свирач без свирка, стегнати прсти во црста тупаница, Божемке горат, ако те добрат, музиката врат, ми носи само Бог. Бране, сега ми е јасно зашто не ми дозволи да пиеме кафе на широк сокак. Гледаш. Ова беше... Мене препредено се ми е испланирано. Ти благодарам, навистина не очекував дека вакви места криеш, искрено. Па ова место се крие и од мене. Затоа што е во процес на оформување
Јас го пратев онако од темелите кои се тура бев повикан тука затоа што со Драги Филевски, Драги Дениро, познат во Македонија, но најмногу во Битола. Сме ептен другари и го знам она од зачеток, од бебе место. И го гледав со голема радост како се развива. И како архитектура, како материјално место, но и она што го носи со себе во план. Значи, намена да биде мека за колонијата, интернационалната артистична ликовна колонија Дениро. Значи, тука да биде центарот на збиднувањата, артисти, јас сум мојот музичарски речник, значи сликари од регионот, па и пошироко доаѓаат овде и мислам дека од минатата година нешто имаше, ама не официјално. Значи треба официјално да се почне со користење, со употреба на благодетта на целиот тој воздух, природа и нормално на објектот. Искрено, бидејќи за музика не ме бива, веројатно ќе дојдам, ќе почнам да сликам и ќе дојдам овде. Па ние бевме повикани во неколку наврати така како пријатели на колонијата, осем да свириме и да учествуваме. Так, сателитски, не нормално, не озбилно. И сме се дружили онака по-малку така. Ќе те земе моментот, онака ќе нацрташ, ќе насликаш нешто. Ништо следен пат без мене не доаѓаш овде. Го споменавме Дениро, тој е твој голем пријател и тој е еден од оние виновници кој што те поддржа да почнеш да се остваруваш и како поет, а не само како текстописец, нели, на вашите... Да, па ти како лекторка знаеш дека во мојата прва книга Креатизам и хоризонтал, книшка е, не ја викам книга затоа што е мала, не заслужува да биде книшка. Дека ја поддржуваш, да. И со поттик, нормално, со морална поддршка, но и финансиски, колку што требаше. Заедно со Дејан Трајковски, нормално, мојот издавач. Ги поздравувам и двајцата, така. Креатизам и хоризонтала, тоа е, да кажам, едно генерално чувство на некоја бунтовност, лежечка бунтовност, може како Џон Ленон, што се бореше во кревет со Јоко Оно против војната. Меѓутоа не, нормално не во тој правец, но да се биде свој, да се биде поинаку, ако треба со сите жртви да се поставиме онака како што ни бара нашата суштина. И тоа да се прикаже баш како некој систем културолошки, социокултуролошки, така, затоа изми стави креатизам и хоризонтално, како систем на битисување. Изми, креветче, како беше? Измирче. Дали овој дел околу насловот секој може да го толкува на свој начин. Меѓутоа јас се може, поезијата дозволува се да се толкува на свој начин. Искрено јас Мене ми е, извини, што прекинувам, зачудувачки како луѓето може да ја прочитаат мојата поезија. Знаеш, кога пишуваш поезија, ни самиот не си сигурен откако ќе ја напишеш, што е една визија, еден трансичен момент кај што си во некоја состојба на транс и потоа не можеш толку да ги субстанцијално да ги фатиш работите што си ги доживувал и да ги повториш како цврста мисла. Се онака ликвидни се, течни. Настрана тоа многу ми е интересно како луѓето онака си се наоѓаат на свој начин во таа апстрактна поставка на зборови. Затоа за да не се доведеме во некакви непријатни ситуации, те молам да ме го издефинираш пијан Славеј. Не би сакала јас тука да кажам како го разбирам тоа. Не, се шегувам. Навистина ми е многу ми е интересно и би сакала, ако успееш да се сетиш, би сакала да знам како дојде до пијан Славеј. Па таа синтагма мислам дека сама по себе се кажува онака начин на живење и Славеј како пејач и пијан не како пијан од алкохол, туку како опијан. Опијан, така.
Добро, блиско бевме со размислување. Нема многу да се промаши. Нели? Осем да се, некој да ме смета за алкохоличар, луѓето што ме знаат. Нека не е тоа прашање, туку е едноставно поетски момент. Јас ќе Поезија во прашање. на крај ќе го потврдам ова. Не пие човекот да го завршиме денот па ќе видиме, нели до крај. Чај, ладен чај. Не, сум Се шегувам. во границите на нормално. Така. Ете, автор, изведувач, поет, правиш музика нормално за фолтин, музика за театар, за филм. Каде Бранислав е Бранислав? А секаде Бранислав. Не сакам да ги ставам под мое име сите заслуги за сето тоа. Значи, кога се работи со фолтин, тргнуваат моите скици и потоа групата е заслужна за цел тој звук. Финален и звук во развој. Еве и во новиот проект Пијан Слави, каде што некако веќе повеќе солистички се изразувам. Пак собрав, така тргнав, но не можам да издржам. Пак ги собрав пријателите и пак сакам да работам во група и музиката, ете, во тој случај тргнува од скица, како го кажав, значи зборов на коскеност, околу која се развива едно ткиво инструментално и амбиентално од сите музичари. И тоа цело време се развива. Како овој простор што се развива, се гради, си го бара својот финален изглед, ако има финален, така нашата музика го трага по тоа, но асимптота никогаш нема да стигне до финалното, затоа што имаме потреба од движење и од дишење. Драго ми е што искористивме малку време додека не се појавил Дуци. Се надам нема да не тера овде негде да се качуваме, барем уживаме во кафенцево. Дронот нека се качува. Да. Ние уживавме во кафенцево. Навистина ти благодарам за ова овде доживување во Цапари. Сега малку, нели, и би сакала да прошетаме по околинава, да ми кажеш дали можеби постои некое место овде каде што кое што ти било инспирација за творење или место каде што сакаш да се осамиш, затоа што видете, местото е уште како што кажа во изградба. Онда има се еден мозаик на Масин, тоа прв пат го гледам. Значи со секое мое доаѓање, за пандемијата немав дојдено, со секое мое доаѓање расте, се развива, се врзува коската и фаќа еден стабилен облик, еден стабилен изглед. Не можам, немам такво место. Цело го осеќам како мое место, како мило место. Му благодарам на Драги што ете му се јавив јас да му кажам, да го прашам дали има некои проблеми, ти се работи. И тој многу со многу радост ни овозможи така да гледате дека сега не чекат луѓето да заминат, да го затворат местото. Значи во текот на јуни ќе биде официјалното колонијата, официјалното користење на ова место, сега не се користи, така што не сум живеел овде за да имам такво место, такво капче. Меѓутоа, како што кажав, цело ми е, како целина го чувствувам како све. И може, мислам дека го регистрира камерата така мозаикот на мојот многу драг другар Масин, Мирослав Масин. Го споменав Цапари, ете некако ми дојде да те прашам, ти си баш битолчанец или можеби Цапарчан. Да, не, за Цапарчане знам дека не се, меѓутоа дали можеби има мешан брак. Мајка ми е од Слојштица, значи јас сум од мешан брак. Татко ми е Јужна Србија, мајка ми е од село Слојштица. Неми Хисарско. Јас сум роден во Битово, но би сакал да се чувствувам како граѓанин на светот. Кога сум во Македонија, така се чувствувам. Кога сум надвор, тогаш имам потреба да го слушнам нашиот јазик. Имам голема радост кога сретнувам наши луѓе. Не мислам дека е тоа нормален процес, нормално чувство, онака. Јас кога сериозно почнав професионално да живеам од ова, веќе имав и фамилија и син. Така што од една страна тоа, меѓутоа од друга страна, видете, јас почнав со оној јазик измислен, со експерименти, но сакам да се изразувам на македонски, така, најдлабоко ќе се изразам и тоа ми е мене мисија и задоволство. И тоа не можете да го правите намер.
Значи за мене нема смисла да суштински нема смисла да изгледа. Јас можам да работам некаде. Можам и друго нешто да работам. А можам и музика, ама нема да е толку вредно колку што може како овде. Како беше она, ако не можеш да дишиш на сопствениот јазик, ништо, така? Веројатно така. Ништо, ние овде се изнадишавме чист воздух, одиме малку да прошетаме и на следнади... Паларијата за нас. Паларијата, јас многу го љубам тој збор паларијата. Ете. Одиме сега да прошетаме малку, да го видиме мозаикот. Ете го мозаикот, ние прв пат го гледаме на нашиот другар господин Мирослав Масин. Јас се надевам дека мозаикот е за цапање, пошто сме во Цапари. Да цапнеме? И дека може, ете. Ако не види Миро... Еве сега Стефан што е тука, го запознавте, уметникот работи на просторот, публикува и просторот. Значи цело време во движење, баш како музиката, и тоа ми се свиѓа. Нема енде, нема затвореност. Се е отворено, сите можности се тука. Јас останав без зборови, преубаво е. Иако нормално се работи, Да, не е довршено. Ама фантазијата Да, треба да да. работи, имагинацијата. Може да свртиме трупче. Ајде. Да не биде џабе ставање на паларијата, така? Така. Така де? Да не речат после, ќе речат старио, не сака да прошета. Сега. Никако не сака стари. Јас одма би зел да копам сега, да садим. Да, рече дека сакаш да се занимаваш со градинарство, така да го наречам тоа? Па пробувам, не Да? само што сакам, туку пробувам и сваќам дека го сакам тоа. Е сега времето. Не ми е дома тоа, малку настрана е местото каде што викендицата каде што го правиме тоа со жената и бара време. Ама акцијашки. Денес свириш, си дошол доцна. Утре. Сабајле стануваш и одиш на нива како во селата на времето. Аргатски маки. И Ама баш не е мака задоволство. нели, да. Кога знаеш дека оно што го јадеше е Па да. здраво и Знаеш, оно од семка кој ќе го видиш, а ти си бил на некој начин заслужен од висшите сили. За тоа така да се развие. И за мене поготово посебно задоволство она кога сам човек може да си произведи храна. ништо Тоа да е- извини ќе те прекинам, гледам една лопата, да ја фатиме лопатата, ако не па да се фатиме за Не само работа. да ја фатиме, Да поработиме. Извините, прекинав. Тоа сакав да кажам, мислам и дека го кажав веќе, дека ми е посебно задоволство фактот кога човек сам си произведува храна. Мислам дека ретка вредност што може сам на себе да се препише човек, доблест, тоа да произведи храна. Што имаш во твојата градина? нашата Споменавме, да, градина? рукола, така, домати. Рукола, домати, салатка, нане, лозници се посадени. Тоа доправа треба да Значи, го видиме аиротот. Значи, И ќе има- со сенка и со плод. ќе има добро мезенце и добро... О, ше маленки има. Супер, ќе видиме и тоа. Ајде, да. Здраво! Ко готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата. Омлет или хемендекс, на око или кајгана, абе цело време или. Едино немам дилема масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин.
Од сопствена фарма Козјо млеко. 100% природни и здрави лабрадор кози производи. Козји јогурт, козјо кисело млеко, козјо сирење и козја сурутка. Козји производи за здраво детство, силна младост, среќна старост. Ко готвам стално имам некоја дилема, цело време или. Едино немам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Тука нема или. Само бисер, најубавиот украс за секоја манџа и салата. Оваа приказна за плодовите ја заокружуваме со главните виновници за новородениот живот, оној кој треба на Битола и на Македонија, а го дава болницата Плодност. Императив за тимот од доктори специјалисти, предводени од примариус доктор Таше Тошевски, е придонесот во најубавата комуникација на светот, онаа меѓу мајката и детето, збогатувањето на семејното гнездо, со нови насмевки на најмалите и најслатките, бебињата. Одделот за гинекологија при болницата Плодност нуди сеопфатни гинеколошки прегледи, амбулантски интервенции со сиот спектар на услуги и ја следи бременоста до породувањето. Се одликува со иновативност, постојано вложување во подобар здравствен менеджмент и фокус кон подобри резултати, кои се мерливи затоа што фактите зборуваат дека е првенка во успешни инвитро постапки. Предизвик за овие борци на новото време се сложените оперативни зафати кои се во постојан чекор со најнапредната светска медицина. Она што е исклучителна вредност на болницата е чувството што го имаат родилките, кои овде добиваат посебни услови кои го прават чинот на раѓање едно од најубавите животни искуства. Во однос на интернационалните успеси, Плодност е препознатлива во светски рамки, а нејзините доктори се донатори на знаења и промотори на медицинскиот туризам во Битола, со најголема заложба да го задржат статусот на својата матица, да остане лидер во регионот и да се надпреварува со светот во најблагородната мисија – ширењето живот. Сепак за нас најважни се резултатите и насмеаните лица на пациентите. Кога мајката ќе го прегрне своето новороденче, кој го донела на свет, по долги процеси и инвитро постапки, нејзината радост, солзите, насмевката за нас немаат цена. Тоа е награда која што сушност нас ни дава сила, мотив, поттик за нови успеси и постојани надградби. Поради тоа се издвојуваме од другите, го даваме максимумот за сите пациентки. Нормално, како и сите работни организации, имаме наша мисија и визија. Наша мисија е врвната, висококвалитетна, диагностичка, терапевтска, радиолошка и лабораториска здравствена услуга, базирана на најновите медицински достигнувања со најсовремена апаратура во согласност со етичкиот кодекс. Наша визија е да станеме лидери во регионот со континуирано унапредување на здравствените услуги. Дружината во потрага по вистината ја најде во вината и специјалитетите на битолската софра. Овде виното и муабетот се питки како песни, а здравиците се лесни како што е шамарчето во крв да ни се стори. Најубото секогаш се чува за крај. Додохме до најубавиот дел, а? Па не знам, мене се ми убаво. Не сум многу скромни вака вие сега. Мене ме разводевте по цела Битола, по Цапари. А ти гладна си бил? Јас гладна бев, да.
Те искрено да ти кажам, ми олесна. Кога дојдовме овде, сватив дека веќе нема опасност од качување по планини и карпи. Дути цело време се смешка, нешто некои заканувачки погледи Па има. да, ти помисли дека може би Цапари ќе одиме од страна на карпи, ама таму нема. Па ти ми рече кога разговаравме во Битола дека нема. Иначе луѓето таму беа на располагање да не однесат до капенци таму до сите. Има вирови таму што ги викаат. Места по желба што Е ви. убаво место, али е сосема друга прика. Ама мислам дека чифлик ми е подобра опција за да си го истерам разговорот онака боемски би рекла. Како што ќе речете? Нели боемски, уметнички, некако како и да е. Зборувавме преска во дел од разговорот го споменавме Пијан Славеј. Имам причина зашто ќе го продолжам разговорот така. Има една соработка со Каролина која што е навистина неспецифична, многу интересна. Песната се вика Крвта ти се стори. Специфична. Да, и затоа ќе наздравиме Ајде, Крвта за ти се Каролина. стори. Да ни се Сега стори, да. душа Дуци малку ни е поздрави од живота, ама ќе наздрави, да. Сега за здравица. Инаку, овие се вина на Чифлик, имаат винарија и ми кажаа дека прво пиеме Темјаника премиум, винава биле вегански. Вегански вина. Да. А има и местни? Не знам. Ако го јадите, веројатно со местно. Не преработени, без додатоци и вегански, така што за оние кои што ги интересира, еве да знаат, ова е добро. Ние сакаме и вегански и невегански вина. Сега да се вратиме на Да се вратиме. Крвта ти се стори, соработката, како Тоа беше дојде. една песна што јас извадив за време на почетокот на пандемијата. Така, затворени по дома, си ја снимив со гитарче и пошто битолчани со Каролинчето, си искомунициравме за нешто друго и го дадов предлогот и така, се беше глатко и многу лесно да се направи таа песна. Тргнав некај со Дуке, го вклучив и него во продукцијата, значи како што гласи песната на платформите, тројцата сме носители на песната. Мој е текстот и музиката, во основа во скица, а Дуке го направи аранжманот. И го снимавме вториот дел кај Ивица Јанкуловски од Скопје исто, што уклучи доста интересни луѓе кои потоа се една од нив е Мартина Бараковска, тапанарката која се вклучи понатаму во снимањето на моето EP, Пијан Славеј. И оттаму почна приказната со додавањето на излегувањето од моја приказна и правење на бенд. Потоа Андреја Мирчевска, басистката. Тоа е многу специфично, дека имавме на концертот на Оффест музичари кои што не се некако не се вообичаени на тие инструменти, назад на тешките инструменти, тапани или контрабас. И Мартин Џорлев, син му на познатиот Џорлев. Млади луѓе, многу во процес поминав, не беше супер, но да се навратам, тоа беше само неколку дена после вадењето на издавањето на песната со Каролина. Беше прекрасен процес, јас прв пат работев со Каролина. Многу си поминавме многу добро, Дуке исто. Како некој што го контролираше тоа и задоволен од таа, не сакам да го употребам зборот соработка, но дружење музичко со многу сакан производ. Двајца битолчани е скопскиот, така? Но тој Не учеше преска битолски, затоа скопскиот, Дуке е скопскиот. Оно што е интересно, нели, освен таа спојка која што е навистина невообичаена, дури да речам и неочекувана можеби за широката публика. за широката, да. Да, за широката, зборувам за широка публика. Се издвои... Не, само да ти се уфрлам, Каролина, така некои луѓе ја поимаат како доста резервирана личност, меѓутоа е душа онака прекрасна не, и така. Еве, ќе искористиме приликава, ќе ја поздравиме Каролина, нели? Јас неколку пати ја поздравив, да.
Она што се издвои од песната е зборот Шамарче. Ау, да. Да, нели некој ги асоцираше на она тепање всушност. Јас во претходниот одговор на врвот на јазикот ми беше. А ова е сосема нели поинакво значење. Ау, да. Јас обожавам така, обожувам што ви рекле. Мен го неќам во ниедна варијанта тој збор, ама веќе го нагазив. Значи да бидам многу блиску до оној јазик што го користиме ние секојдневно. Значи да немаме дистанца, ладна дистанца и резервираност за некои теми, топици во песните што сакаме да ги представиме, да ги раскажеме, да ги искусиме заедно с публиката. Сакам да бидам онака баш сиров. И едноставно не можеше, не ни сакав ни да пробам, не ни помислив да го заменам со некој. А не знам ни зошто кај луѓето е тоа грубо им звучи, Шамарче. Да, таа е шамар, па да се секираат, ама Шамарче, нели? Не, прво беше да, тоа е некој етички момент дека тоа боли као сега во таква нежна песна таков збор. А второ беше деминутивчето проблем. Ама и љубовта боли, така? Шлаканица, па не може тоа толку грубо би звучала таа нијанса, таа варијанта јазична. Така што имаше реакции на тоа и после их читав и во коментари, ама онака не ми допира тоа. Сигурен сум во изборот. И не треба, ако било шлаканица, тоа било сигурно за ќотек, а ова не е за ќотек. Па не, ако така се повлекуваме од се, нема ништо да остане од нашата природа. Нели? Сакам уште да го пробам веганското. Пробај го, да. Како беше со минимум интервенција е виното направено? Да, веќе. Навистина е вкусно. Ме влече да пробам од салатата. Слободно. Мојата првото излегување пред публика беше трагичен случај. Не се појави, значи вежбавме, јас добив воспаление на уво и не излегов вечерта. Така, знаете како треба да се почне така со лошо па за да биде добро. Биде од увото ке замина, па следи од трето. Па имам уво за ова. И до трето. И таму бев неке трето уво. Ја споменавме пандемијата, тоа беше период во кој што бевме сите затворени и немаше, нели, нормално настапи, меѓутоа сите зададоа, сите големи од музичари. Джез дома да се слушаат. Да, или на слушање музика или на творење. Но веќе работите се менуваат, се отвораат нели границите, веќе има свирки настапи. Јас те фатив еве овие денови буквално денес те фатив не овие денови денес, не наспан. Туку што се врати од Словенија, беше заедно, нели? Да, и јас имав можност да одам со нив. Брзо, кажувате како поминавте. Денес сум наспан, вчера кога се случнавме не наспан бев. Значи, ајде сакам Дуци да каже малку од страна. Јас ти реков што мулове ќе правиме како би збори јутре. Ајде да почнеме, не знам како прво од патувањето и околу сместувањето кога ми спомна дека сме сместени во хотел Мрак. Да, не се прашувавме што е идејата, знаеш, зошто и беше дали треба поноќе да се чуваме? А сами во соби, знаеш, онака, дали да се организираме во една соба? Што колец лук зима да се. Да, ама беше чудно, нели, хотел Мрак. И на крајот беше дилемата, ма како, зошто, знаеш? И некој рече, па чекајте да одиме, самото место ќе се каже што е. И после дознавме дека се работи веројатно за презиме на човекот, нема врска. Прекрасно беше таму. Како беше? Јас мислам ќе ми рече следно беше менувавме губи негде. Вториот ден имавме една прекрасна хостеса Марија, која што на еден начин не воведи во фестивалот. Ајде молам биди попрецизен за Марија. Жена имаш дома. Нема врска. Како хостеса? Хостеса го кажуваме тоа. Си работеше така. Ви се најде ви помогна. Помогна и стварно беше прекрасно, бевме на ручек заедно сето тоа. Раскажуваше околу фестивалот. Направивме еден хумор во комбето со неа. Славе тапанерот во грубата се заинтересира дали има риби во реката. Во реката во Љубљана и шоферот кој што ни Љубљанчица, да, шоферот кој што не превезуваше од едно место на друго, не вие за инструментите. Се зачуди прво, да, вика има, да се јадат, не, добро.
Нема врска, после 5 се нешто зборуваше за вожење точак, а јас на Марија кажувам дека качувам карпи, значи се занимавам со главами. И на крајот заклучок кој му беше слушај Марија, му викам, овде никој не е музичар, освен Андреја, басистка. Како беше, Бране, полна маса, среќни луѓе, како беше? Не знам, за мене полн стомак, средни луѓе. Уште малце ќе бидеме пијан Славе и ние. Не, ќе бидеме пијан Славе уште малку. Не, пијан не, ама среќен. Среќен Славе? Оти не мора да си пијан за среќен. Не. Шегата на страна, јас навистина ви благодарам што не знам чија беше идејата, дали твоја, дали на Дуци за Местово. Заедничка. Да, искрено во Чифлик. Јас сум овде комшија. Да, ти комшија рече. Тоа беше изворот. Тука ми е вилата. И тие садежите што ги Да, спомнавме. што ги спомнавме, да, не отидовме среќа таму може и лопата ќе Може, дадеш. знаеш како? Јас важам како локалец овде исто. Да, тоа твое мало е. Мака што не ме знаат со лопата дека можеше тука да живеам, дојде. ме знаат од градот, ама ето тоа така. По Приватно скришно. место, да. Така. Навистина, освен што дел од она што го пробавме беше превкусно и навистина не е дека ќе правиме нели лице или не знам реклама, вината им се неверојатно убави. Пиевме прво темјаника премиум, сега пиеме, јас искрено запишав да не сгрешам, Адонис Кабернет Совиньон, вино зрено 12 месеци во македонски дабови буриња. Што се менуваат секој година. Да, ете да. Јас би сакал ова да го пофалам за сега. Да, исто и јас. Да, Сирењето со бадем. Да. Со печен бадем, И да. смоква И одозго. смоква со, да. Такви силни вкусови, да, силни, ама многу добро Добар избалансирани. баланс, вистина. Значи како земиш силни јаки коњи, коње врање, Коње вране, да. и треба да ги пазиш, ако тргни едниот таму и таму, ништо нема. Овие некако во еден правец, не се за добра вкус. Сега кој кого пазеше денеска? Јас, вас или вие мене? Обострано. Па ајде, како беше крв да ни се стори. Да, се стори, да. Те пресеков да не кажеш нешто. Кажано е се. Навистина и виното е убаво, соодветно со трпезата, некој не знам тава селско месо, нешто. Да, тоа беше ребра, да, ова е плескавица селско во месо, плескавица Плескавица, направена, па потоа како пица ставена со кајмак да се пече. Значи на некои 80%. Се да не им ги отриваме Тајните, малите тајни на големите мајстори. За да се направи едно убаво јадење, ти треба мастрав, така? Сега она што е на цена, јас... Ама немојте во битола мастра. Не, да ми кажавте, значи емисијава ќе ја гледат, ево да се најде за готвење, сега ќе поделите. Имам дома вече. И па најубаво да селка салата ти е со вакво масло. И еве едно чадорче врне, не знам, на концерти, публика, нешто Тоа кој... за нас е 20. За двајцата сега јас имам само едно чадорче, ви се извинувам. Под дождо ќе оставаме ова. Не, бидејќи ти си на сцена, да, и секогаш сцената покриена, дуци во публиката може ќе му се најде, да, или така. Благодариме. Знам дека сте настапувале и во затвор, сте настапувале... Во два затвори. Да, и на отворено, и на затворено. Кој е можеби најспецифичното место на кое што сте настапувале, освен нели затворов, може имало и некое друго, не Ама знам. не бевме резиденти, не бевме па да затвореници. бевте, да бевте, немаше сега вака да се дружиме. А, зашто да не? Ќе ме Тие пуштија, се да? луѓе. Ќе имавте одлежено више, нели? Креветизам и хоризонтали, Да. 3 волумени ќе имаш. Кое е најспецифичното место или и кое е можеби случката која што ете не може да ја заборавите без разлика, еве ако не сака да каже ти си со нив па издавај. Има свирено во Франција некаде затвор, ама точно детали. Во Франција, во Париз и во уште едно место, два затвора, меѓутоа го спомнавме тоа. Ајде, не е нешто. Џони Кейдж беше свириш, не знам. Во Фолсом призен? Не. Да. Први беше строго, мислам, она за строго чуван затвор за тешки затвореници, за тежок криминал, убиства. Значи, ни ја донесе публиката издрогирана.
Второто беше многу опуштено, онака некоја раскапана сала. Во првото влегувавме 3 сати, комбето посебно, ние посебно, инструментите посебно. Врата ако се отвореше во затворот, една, друга не смее да се отвори. Значи тежок процес. Имаше социјален работник, тоа е многу добра идеја за овде за Дризово. Социјален работник што се грижи за духовниот живот и културата кај културниот развој кај затворениците. Вие бевте за тоа задолжени, така? Па не, ние бевме еден мал дел од програмата што тече цело време. И после правевме имаше прашања за затворација, прашања кои затворениците ни ги поставува, јас на француски колку што можам одговарав. Како нели некогашен студент по француски? Да. И второто беше скроз на боса команда. Многу брзо влеговме полесно отколку во аеродром. А тоа било може некој отворено оделение, ама се било тоа. меѓу нив бевме. Тоа беше некој джепароши, не ги зеде работите, да не ни ги украдат таму нормално на ова на чекпоинтот. И така. Навистина јас и на двајцата ви благодарам што ете и покрај посебно тебе што и покрај тоа што нели имавте настап, патување, не одби, се дружевме во Битола, ми ја покажавте Битола на еден поинаков начин од она што сум го видела јас, нели, кафулиња, манаки, дискотеки. Да, и навистина ви благодарам за преубавите места, за Цапари, за Чифлик. Ова не се заборава. Добро. Да наздравиме за твојот дел, јас само уште нешто ќе кажам. Јас чекам сега, ти како поет, јас вака се потрудив Нема како поет. Да не се обрукам пред тебе, мислам. Океј, нека биде и како поет. Сакам да свртам внимание на македонската музика, да се цениме повеќе, да се слушаме, да не потпаѓаме под некое влијание туку така инертно. Од и самите кога ќе се цениме, ќе видиме многу брзо и многу подобри. Македонски места, македонски кујни, македонско задоволство, македонска музика. Бидете своји, бидете добри, верувајте во себе. На здравје. Дуле ти, извини, Дуци. Дуле рекол. Нема врска. Дуле, блосој до Савајле. Да, што ќе ни препорачаш ти по планини да се качуваме, да дишаме Па не само тоа, да се качуваме достоинството, тоа го ценат надвор. Важно е да бидеме почитувани, да знаеме да оцениме убавите моменти, создаваат една внатрешна меморија, исполнета со убави нешто. Да се дружиме, така? Да се дружиме. Да. Ајде за дружбата, ајде уште еднаш за дружбата. Ова во стоп кадар. Ајде. Крај. Ќе го пуштам сам да шејка по вселената. Кон тебе се вртам со тоа пусто прашање. Треба ли за љубов да се пее посеќавање?